Почитувани, сведоштвата на поранешната обвинителка во специјалното јавно обвинителство, Лејла Кадриу, ги потврдува сомнежите и тезите на ВМРО-ДПМН, кој уште пред приближно 10 години говореше за партизација на специјалното јавно обвинителство, предводено од Катица Јанева од страна на СДС, Зоран Заев и неговите пајташи. Згаснатото СЈО, кое сите паметиме како заврши со пресуда за предводничката на СЈО Катица Јанева од 7 години за земање мито. За жал, специјалното јавно обвинителство било користено за исполнување на желбите и интересите на СДС и Зоран Заев, кои во тие моменти не бираа начин како да дојдат на власт. Најчести гости, според сведоштвата на Лејла Кадриу, во специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева биле токму Зоран Заев и Радмила Шекеринска, како и советници на Оливер Спасовски. Тие ги носеле прислушуваните разговори, односно така наречените бомби, во форма на кривична пријава, но како што вели господја Кадриу, напишани на ливче. Истиве овие ливчиња ги преземале помошниците на Катица Јанева, Ленче Ристоска и Гаврил Бубевски, противзаконски, бидејќи не направиле никаков записник. За да биде јасно на граѓаните, секој можел да земе, донесе или додаде нов документ во секое време. Дополнително, истите овие специјални гости се обидувале и успевале во обидите да укажат на обвинителите кој лице да биде гонето, а кое да биде изземено од одреден случај. Или во превод, што би рекле и поранешната обвинителка од специјалното јавно обвинителство Лејла Кадриу, СЈО било претворено во штаб на СДС. Ристовска и Бубевски, според сведоштвата, биле главни и тие биле оние кои го раководеле специјалното јавно обвинителство во позадина, додека токму Катица Јанева сакала само медиумски да се профилира, поради тоа што било само обичен медиокритет во СЈО. Исто така, многу важно во работата на СЈО биле и финансиските средства. Во 2015 година, односно поточно од 15.10.2015 година, буџетот бил проектиран да секоја година СЈО добива 1.000.000 евра од државата, а Катица секако ја интересирале само парите, па овие 2,5 месеци до крајот на 2015 година морале да ги потрошат, како што вели Лејла Кадриу, за да не ги земе државата назад. Дополнително, обвинителите во СЈО земали по 4.000 евра месечна плата, а срамно и безобразно било тоа што и трошеле плюс 2.000 евра месечно за кафе, бадеми и лешници. Почитувани, во овој дел обвинителството треба да го истражи и провери овој случај, каде отишле овие пари за само 2,5 месеци и кој се земал бонуси, додатоци и колку чинела киријата за местата каде што престојуваше специјалното јавно обвинителство. Почитувани граѓани, СЈО со Катица Јанева работело по насока на СДС, Заев и неговите партнери како Венко Филипче, Оливер Спасовски и Радмила Шекеринска. Ним правдата не им била цел, туку профитот, политичкиот прогон и контролата врз државните институции, како и правосудството во Македонија. ВМРО-ДПМН става крај на ваквата пракса на партизација на судиите и обвинителите. Утре продолжуваме со споделување на нови сведоштва за работата на одредени обвинители и специјалното јавно обвинителство како целина. Ви благодарам.